За почеток, повеќето од вас мислам дека биле на претходни летни школи, семинари, организирани во рамки на Школата за критика и политика, поддржана од Фондацијата Роза Луксембург, која се одвива во рамки на институтот уште од 2014 година со една кратка пауза лани. Кога веќе се навраќаме на лани, мала најава за следната година, па после ќе го представам настанот сега. Следната година планираме повторно да организираме еден од оние погломазни формати на школата, со повеќе учесници од регионот на Југоисточна Европа, на која ќе се концентрираме на новите форми на феминизам, кои немаат многу допирни точки со она што до сега, што во мигов е мејнстрим, како тој постструктуралистички феминизам. Тоа се нови форми на материјализам, феминистички материјализам, реализам, тука спаѓа школата на ксенофеминизам, и тие сите имаат некаква врска со марксизмот или левите политички доктрини, или пак се форма на материјалистичка филозофија. Тоа е мала најава, тизер за следната година. Како модел морам да кажам дека оваа школа имаше некаква предисторија која што се одвиваше во рамки на друга институција. Многу од нас, Ана, други што не се овде присутни, биле дел и од таа претходна школа, тогаш се викаше школа за род и политика, и беше се одвиваше на еден многу сличен модел, така што сакам да кажам оваа историја од 2014 има и некоја своја претходна предисторија, школата за род и политика, во која што имаше многу критичка теорија и се одвиваше со години на назад. Тоа е краткиот историјат на овој формат на среќавање, кој за многу од вас не е нов и овде има многу познати лица. Ние се трудиме во таа фузија што се обидуваме да направиме меѓу теорија, знаење и пракса, односно активизам, секогаш се трудиме да не наметнуваме од надвор вештачки доктрина, знаење кое што не изгледа дека е потребно, очекувано, би било наметнување на активистичката јавност, туку се трудиме исто така и да следиме што се случува. И забележавме дека во последните 2-3 години се јавија многу хоризонтални движења, кои што се инспирирани од овие еколошки прашања, идеи на муниципализам, на мало локално организирање, локално самоорганизирање за контрола и самоуправување на заедницата, и помисливме дека кога веќе тоа се случува спонтано и ни се чини, барем нам, дека се шири таа форма на активизам во земјава, и стануваат одредени групи се помасовни. Според нас сметавме дека е добро да позборуваме за тоа какви политички, теориски доктрини постојат кои што можат да ги врамат во некакви обмислувања, промислувања тие спонтани активистички процеси. Еве да го земеме тука Михаел или Мајкл, како сакате, пред или после емиграција Букчин, и неговата теорија на муниципализам, која што еве влијаеше на движењето во Рожава и курдските општини и политичката доктрина што тама доминантна. Овде на почетокот беше замислено и да биде како една од темите на предавањата овде, но малку се смени фокусот. Здравко, кој учествуваше најактивно во концепирањето на програмата, заклучи дека е најприоритетно пред се на еколошките теми да се концентрираме.
така што се случи тој шифт, но како и да е, ќе има значи говор за авторитети кои што се значајни истовремено и за теоријата, и за политичката теорија, но и за оваа активистичка пракса. Во тимот која подготвуваше и изведува школата се Здравко Савески, Мариган Демири, Ана Блажева е координатор на проектот, Риста е контакт лице, значи ги знаете сите во основа, ако ви треба тука се. Школата за критика и политика е тоа што ние сакаме да ја водиме како интерактивна и е многу важно на самата ова тема, бидејќи тука има доста активисти кои работат во своите локални средини на еколошките прашања и можат доста работи да споделат од сопственото искуство, што ќе биде доста важно и за вашето делување во вашата локална средина. И затоа она што можеби е и дури поважно од самите теми е дискусиите кои ќе следат и искуствата кои може да се разменат и контактите и можеби договарањето на меѓусебна заедничка акција на одредена тема. Овде, ако ја видите програмата, имаме предвидено кратко представување сега на вас, едноставно само да се запознаете кој од која иницијатива доаѓа, а во недела ќе биде главната дебата околу она што го правите локално и кај што ќе можете подетално да кажете она што правите и со кои предизвици се соочувате и стратегии кои мислите дека можете да ги споделите, а може да им се најдат останатите. Така што јас сега би почнал само да кажете кој од која иницијатива доаѓа или не доаѓа. Накратко само да имате представа кој од каде е. Борбата што беше против смртта во Југоистокот. Јас сум Митко Арсов од Валандов, исто доаѓам од иницијативата Спас за Валандов, каде што успешно, како што каже Марија, се изборевме за избуксувавме борбата за казаност, да не добие интегрирана дозвола и да почне со работа на друг. Јас сум Симона Гето, исто од Валандо, Спас за Валандо, исто така дел Young Friends of the Earth Македонија, но и основач на Master Collective, колектив за креативно решавање на социјални проблеми со животната средина. Јас сум Марија Поприлова од Скопје, кој сум како представник на Young Friends of the Earth Македонија, каде што сакаме да работиме со млади за решавање на климатски, еколошки проблеми. Даниел Китановски од Кичево, невладен сектор, човекови права и дискриминација на социјални, генерално социјални. Јас сум Димитри Настевски, не доаѓам од иницијатива или некој здружение, може да научам од тие што доаѓаат од една иницијатива и да ги направам знаењата за оваа тема. Јас сум Умен Моамеди од Скопје, доаѓам од иницијативата Невидити улици. Душко Боевски, тоа одма се роди. Аско. Јас сум Аско. Од колективот Дуња, социјален центар Дуња, не сум од некоја еколошка, конкретна еколошка иницијатива. Шиндре, не сум Никола Шиндре, не сум во некоја конкретна еколошка иницијатива. Да видам што се случува со еколошките иницијативи кои што работат особено во внатрешноста, меѓутоа и во Скопје. Јас сум Мило Василков, координатор, организатор на Скопскиот огранок на Fridays for Future, глобалното движење за климатска правда, борба против климатските промени. На Грета Тунберг.
Јас сум Кутин Васами, Вајо Кишево, доктор на политички науки на подбирето на основно училиште Митогула. И наш подбирковец, на кога? Јас сум Стефан Петиков, учествувал во повеќе граѓански иницијативи и здруженија. Сега сум активен во Поштество во неколку проекти. Тоа е невладена организација од Скопје, а иначе патен сум и студент на овој институт на постдипломски студии. Јас сум Мики Крстев, член на неформалната организација Младите на Штукеловеца против рудникот, која е дел од иницијативата за спас на химичките потребни против рудниците на смртти. Драгана Велковска, активист за заштита на живот и животна средина. Денес представник и на иницијативата ПТСОС и на Движение за заштита на живот и животна средина. Маријан Калевски, Скопје, исто така представник на Движението за заштита на живот и животна средина 1 и член на ПТСОС. Во темата на семинарот со поголем нагласок на климатска криза бидејќи тоа е ургентен проблем кој недоволно се третира во Македонија, а е сериозен проблем. И во таа насока го направивме тој шифт и моето, да речеме, воведно излагање е во насока на она, имајќи ја предвид глобалната криза, што може локално да се делува. Фактички, многу голем дел од вас, може би и не имајќи ја предвид пред се глобалната слика, туку пред се локалното ваше делување, сте придонеле позитивно околу решавањето, надминувањето на глобалната климатска криза. Јас би сакал да почнам со Гренланд, еден таму остров на крајот од светот кој досега беше доста занемаруван, но кој се повеќе и повеќе ќе станува актуелен. Во само пред еден месец две вести во краток временски интервал беа во фокусот на светската јавност. Прво, дека мразот на Гренланд почна да се топи со уште по засилена динамика од она што досега се предвидуваше и проекциите кажуваат дека е можно, сосема можно, во следната деценија и тотално да се истопи мразот на Гренланд, а тоа ви значи 8 метра зголемување на морското ниво со огромни последици на врз светот. Втора работа, втора вест што излезе е понудата на Трамп до Данска да го откупи островот Гренланд. Нешто што се беше класифицирано во категоријата или се свати во категоријата верувале или не, или ова не е ништо сериозно, но нешто што не ќе да е толку несериозно. И овие две теми некако беа изолирани една од друга и сега прашањето е дали не се работите поврзани една со друга. Моментално нема да дадам одговор, моето мислење, дали се поврзани или не, во текот на дискусијата на излагањето ќе го кажам тоа. Еден од 7,5 милиарди. Ние сме буквално секој од нас поединечно еден од 7,5 милиарди жители на оваа планета. И сега било кој еден од 7,5 милиарди е тотално минорна и повеќе од минорна работа. И оваа мисла може да каже дека ништо од нас не зависи како поединци и дека и да се случат работите ќе се случат без разлика од нас. И ако
уште полоше од 7,5 милиарди, фактички последната бројка е 7,7 и бројката ќе расте нормално повеќе од ова. Така што нашата минорност уште поминорна ќе биде ако ја гледаме од оваа гледна точка. Инаку, ете да го кажам и тоа и насловот го презедов од протестите во Србија, што се 1 од 5 милиони. Ама ова е многу по лоша лош сооднос, да речеме. Но, она што поинаку може да се свати е наспроти ова помисла што прва ни паѓа на памет околу нашата минорност и неважност во преземањето на активност е дека не сме само ние поединечно оние кои делуваат. Многу од овие 7,5 милиарди луѓе делуваат во нивните локални средини и во нивните држави. Така што воопшто не е реалноста таква како што ние нешто само ние нешто правиме, а сите останати 7,5 милиарди ништо не прават. Значи во светот ние сме дел од стотици милиони луѓе кои нешто преземаат во врска со заштитата на животната средина. Така што таа првична мисла дека ништо од нас не зависи, едноставно не е точно. Втората работа што исто така треба да ја имаме предвид е дека на светот постојат 200 држави. И сега оваа перцепција 1 од 7,5 милиарди испаѓа 1 од 200. Значи, ако сте 1 од 200, тогаш пропорцијата одеднаш се зголемува драстично. Тоа значи, ако Македонија нешто преземе на планот на глобалната климатска криза, тоа воопшто не е малку. Тоа не е сооднос на 1 од 7,5 милиарди, туку е сооднос од 1 напрема 200, а исто така многу важно, и таа поинта ќе ја кажам и понатаму во дискусијата, она што Македонија ќе преземе, тоа пред се бенефитот е за нас лично. А дури после во врска со она што се случува на глобално ниво. Така што ефектите од преземањето мерки пред се ние ќе ги чувствуваме и ефектите од непреземањето мерки пред се ние ќе ги чувствуваме. Она што е исто така важно е дека може и треба поединечно да се делува. Значи, не сме да има и бегство од тоа што е потребна колективна акција да едноставно да се користи како изговор за некој да не презема действија и на личен план. Но, поединечно ако се делува, тогаш ефектот е едноставно премал. И затоа заедничкото делување, колективната акција е далеку попотентна отколку индивидуалното делување. Климатската криза во последно време и терминолошко поместување настана во однос на именување на појавата. Значи досега се зборуваше за климатски промени, но климатски промени е многу беневолентен израз за ситуацијата во која се наоѓа. Значи зборуваме за веќе влегување во фаза на климатските промени во кризна фаза. Дори зборуваат и климатска криза е недоволно силен збор за оној што збор кој го користат, а тоа е climate emergency, значи климатска итност, а не само криза. Значи, според проекциите, ние имаме само уште 10 години да можеме да ги спречиме работите. Ако не ги спречиме во следните 10 години, тогаш ќе биде тоа многу незамисливо кои последици ќе ги има.
Јас далеку од тоа да себе си се сметам и да ме гледате во тоа да сум јас експерт за климатска криза. Јас доаѓам например, јас по струка сум политиколог, а не експерт за климатски промени. Климатската криза е нешто што експертите имаат што да кажат научно и тоа треба да биде слушнато, но пред се околу климатската криза треба граѓаните да делуваат. И во тоа делување на граѓаните ние можеме едноставно меѓусебно да го надополнуваме своето знаење, но надополнувањето на знаењето не е доволно, значи треба да се преземи и некоја акција. Криза е посебен феномен на било кој ентитет кој ќе влезе во таа фаза, каде што влегувањето во таа фаза на криза веќе почнуваат да важат некои други правила отколку состојбата на нормалност. И криза можете да имате во различни сфери. Например, она што многу често се знае, се спомнува е кога има економска криза. Исто така може во крајна линија некој да има криза на идентитет или некој народ може да има криза на идентитет. Така што кризата е доста општа работа која има во повеќе сфери. Сега овој вид на криза е специфичен. Зошто е специфичен? Бидејќи, например, кога ќе ја споредиме работата со економска криза. Кога имате економска криза, ја гледате. Значи, одеднаш гледате дека вашиот животен стандард се влошува. И не може, кога ќе удри економската криза, не можете вие да не ја видите. Таа е тука и таа директно вас ве засега. Климатската криза има долга латентна фаза. Тоа значи, таа се случува, ама никој не ја гледа. Као некоја? Извини, мора да прекинам. Ја гледаат многу луѓе, ја гледаат. Ние овде може би се уште не е толку, но глобалниот југ и те како ја гледа, потребно е... Да, зборува во Македонија. Да. На Бахамите прва жртва беше 7-годишно дете. Да, зборував пред се во Македонија, значи дефинитивно држи твојата забелешка. Ајде што има долга латентна фаза, вториот проблем кај оваа криза е што е непоправлива од после. Значи, не е од типот на кога ќе ја забележиме, кога ќе стане свесен и последниот од нас дека навистина е криза, навистина е ургентност, дека тогаш со поголем напор ќе можеме да го средиме проблемот, туку веќе штом се помине одредена точка, веќе нема враќање назад. Ако, ќе го спомнам повторно Гренланд, ако се стопи снегот на Гренланд, нема враќање, не можете вие со било која мерка да повторно го создадете тој мраз на Гренланд. Едноставно веќе помина возот и нема враќање. Така што е многу лоша потабиет климатска криза, пред се поради овие две карактеристики. Hi, I'm Andreas. May I speak in English? I disagree with the use of the word crisis. You yourself said that from this we can't go back. From what we live now, we can't go back. We cannot fix the ice in Greenland. But a crisis, as a word, means a situation that comes and goes. Sometimes it finishes, and you can handle it. For me, this is not a crisis. This is a beginning of a catastrophe. Yeah, I was trying to explain that point also. Дали има употреба на примерност? Сега криза е период на прераспределба на моките и ресурсите.
Ова обично се сваќа кога е во економска смисла, но она што ние обично не го гледаме кога се дискутира околу климатската криза е и економските реперкусии. Значи, климатската криза нема сите подеднакво да ги погоди. Некои ќе бидат помалку погодени, некои ќе бидат повеќе погодени. Оние што ќе бидат најмногу погодени се најсиромашните земји, тоест глобалниот југ. И сега кога зборуваме за глобалниот југ е многу важна тема сама по себе, дали ние сме или не сме дел од глобалниот југ. И таа перцепција кај нас, бидејќи ние ќе одиме во зачленување кон Европска унија, некако се заборава дека ние ги имаме сите карактеристики на земја од глобалниот југ. Второ, и во рамките на во едно општество, дури во развиените земји, оние што најмногу ќе бидат погодени се најсиромашните граѓани. Така што климатската криза ќе предизвика и прераспределба на моќта и на богатството и на ресурсите. Исто така кризата е ситуација кога е цело едно општество кое е зафатено во криза има проблем. Но таа состојба на криза е период кај што некој гледа прилика. Приликата може да ја гледа и често ја гледаат оние кои се моќни и привилегирани во едно општество. И можеби најдобар пример за тоа е последната економска криза од 2008 година, каде што криза предизвикана од страна на функционирањето на економијата врз неолиберални принципи во корист на богатите, одеднаш решенијата беа наоѓани на линија која одеа во корист на богатите. Сега, имате ситуација на криза и таа ситуација на криза беше искористена од одредени кругови како прилика за прераспределба на моќта и ресурсите. И после финансиската криза од 2008 година имаме ситуација кај што уште повеќе се трупаше богатството во мал број раце. Сега, зошто ова е важно од гледна точка на климатската криза? Некој ја разгледува климатската криза и како прилика за прераспределба на општественото богатство. Сега, оваа прилика може, значи финансиската криза од страна на обичните граѓани не беше искористена за прераспределба на моќта во корист на обичните граѓани. Климатската криза исто така може да биде искористена во насока на трупање на моќ и богатство уште помал број раце, но исто така може да биде искористена како шанса за поставување на општеството, за реструктурирање на општеството во по-добро општество во однос на сегашното општество. Бидејќи мерките кои се потребни за надминување на климатската криза едноставно не можат да немат длабоки општествени последици во тоа општество. Македонската ситуација. Во последните години она што радува е што се погласно се покренуваат прашањата поврзани со заштита на животна средина и очигледно на граѓаните таа тема им е доста важна. Го имате, значи, една борба против загадување во еден град, една борба против изградба на рудниците во еден град е истовремено нешто што локално е исклучително важно, но и работа која има и глобален придонес. Значи, борејќи се, водејќи ја таа поединечна изолирана битка, таа битка воопшто не е изолирана. Таа е дел од една глобална битка која се случува и на глобален план.
Нешто што е доста важно, може би и особено во македонски контекст, кај што ние се си мислиме дека слаби сме, малку сме, неважни сме. Значи, таа битка сепак е поглобална. И користа пред се ќе биде локална. Ако, например, во Скопје се избориме за да се намали и реши проблемот со загадувањето, тогаш да, значи тоа е несомнен придонес кон состојбата со глобалната криза, ама повторно ќе нагласам, користа пред се ќе биде наша. Она што власта го прави во врска со климатска криза. Ние сме као Македонија исто така подписници на Парискиот договор, али тоа многу малку се знае во јавноста, а и владата дека многу нешто прави во врска со заложбите преземени со Парискиот договор, многу слабо. Значи, ете, ќе го спомнам, бидејќи сега е актуелен ребалансот на буџетот, позитивната работа е дека ние во моментот со ребалансот имаме најголем буџет за Министерството за животна средина во историјата на независна Македонија. И сега, ако сакате, тоа е многу позитивна вест. Ако сакате, исто така многу позитивна вест е дека дополнителни 2 милиони евра ќе се дадат за заштита на животната средина. Сега, ако малку ги прочепкате поатоците, ќе видите дека фактички зголемувањето се должи само на тоа што е предвиден колекторски систем во Охрид, а што едноставно мораше веќе крајно да се предвиди, бидејќи ќе го изгубиме, Охридското езеро ќе го изгуби статусот на УНЕСКО. Ако тој дел се одземи од буџетот, тогаш средствата во буџетот за заштита на животна средина се намалени, а средствата за колекторски системи и за чистење на депониите се преполовени. Значи, многу пари биле предвидени, немало доволно пари во буџетот и морало да се намали, или па заклучокот што може да се доеси е дека толку многу ги ишистија депониите во претходните 9 месеци што уште малку останало во следните неколку месеци. Ситуацијата со пошумувањето е уште по-драстична, дека многу лагодно се однесува нашата влада. Значи, дека едноставно тоа е нешто што се случува во светот, ама нас не погаѓа баш. И ќе ги видиме поатоците околу пошумувањето во Македонија од период последните 15 години ова вие. И као што гледате, исто така има една позитивна вест. Во 2018 година за 70% е зголемено пошумувањето во однос на 2017 година. Значи од 553 на 959, и тука може да се направи една симпатична пиар финта. Но ако само малку вратиме, ќе видиме дека овие 2 години се најлошите во последните 15 години. Фактички не се само на планот на пошумувањето. Не само што се најлошите во последните 15 години, фактички податоците, бидејќи на Завод за статистика има податоци од 1960 година, се најлошите во последните од 1965 година. Значи, толку помало пошумување не сме имале во Македонија последните 50 години. И она што ќе го забележите е дека од 2012 имате тука еден врв, кој беше денот на дрвото на претходната влада, и тука има поголемо пошумување, што го наметнува исто така прашањето дали пошумување заради пошумување е квалитетно пошумување. Ама овде гледаме само колку пошумиле. И дека од 2012 година сите години се помали во однос на периодот од 2004 до 2007 година. Значи, веќе не се само проблем последните 2 години, туку целиот последен период во Македонија слабо се пошумува.
по предпоставка дека доволно е пошумен. Ако споредиме штетата која е нанесена од пожарите во однос на пошумувањето, како што можете да видите, пошумувањето е ова линија во број на хектари. Скоро 2009 година, во ниту една година во последните 15 години не се пошумувало ниту приближно во однос на шумите што се изгубени во пожари. При тоа, кога ќе споредите, и повторно, ова е само првиот аспект, највидливиот аспект. Пошумување значи едно дрво кое многу малку продуцира кислород, а штета од пожар е губење на цело дрво кое е разгрането. Така што не е истата тежина на пошумувањето и штетата на пожарот тука. Ете како изгледа пошумувањето во Македонија од 60-та година до 2018 по декади. Значи, овде, како што гледате, до 69-та година слабо било пошумувањето, сетиле дека е голем проблем и во 70-тите и 80-тите дојде до драстично пошумување во Македонија. Ама, иако беше големо пошумувањето цели 20 години, во 91 година ние не добивме некоја многу зелена земја, туку во тој момент беше нешто окей, да речеме, ситуација. Али, од тогаш следува драстично намалување на пошумувањето во Македонија. Значи, ова како е еден аспект пошумувањето за колку лагодно во Македонија се сеќава проблемот. Не мора да објаснувам зошто е важно пошумувањето и во контекст на квалитетот на животот во Македонија и во однос на глобалните реперкусии. Така што дефинитивно во врска со овај срамен факт мора нешто да се преземи во Македонија. Во однос на климатската криза има... Не, само да дополнам ако може. Мислам дека е важно, бидејќи претходниот слайд беше за ситуацијата во Македонија. Не само што владата не прави, што владата прави за да придонесе кон климатската криза, со тоа што има најавено сега 300 милиони евра задолжување на владата за инфраструктура гасна и пайплайн од Грција. Тоа е еден многу конкретен проблем и многу конкретен план кој ќе придонесе за екстракција на фосилно гориво, кој ќе уништи средини од каде што ќе биде екстрагирано, кој ќе продолжи со обешумување не само на нашите, туку и надвор од границите на нашата држава. И плюс покрај тие 300 милиони има уште 800 милиони кои им се планирани, 800 милиони евра задолжување за мега дем и за досега 18 мали хидроцентрали. Што значи тоа е веќе многу конкретно придонесување кон климатската криза како држава. Да. Или од по позитивната страна на работите, во Скопје наспроти сето ова, значи во Скопје во центарот на градот е поставено едно City 3, кое многу добро беше рекламирано пред 2 години и кое сега веќе е исушено. Така се борат против пошумувањето во Македонија. Значи има 3 нивоа на борба против климатска криза. Првото ниво е информирањето. Значи постојат голем број на луѓе кои мислат дека не е ништо сериозна работа. Значи тоа е проблем. Ама проблем кој нас не засега едноставно. Значи голем дел од населението во Македонија не се дојдени до точка да ја сватат ургентноста на проблемот. Значи едноставно не веруваат, иако цела наука кажува дека имаме уште 10 години
едноставно не е то нешто што ве засега. Има многу поважни работи отколку тоа. Тоа е едно 15 или 20 или 30 гајле на 90 и повеќе проценти од жителите во Македонија. Второто ниво, кога веќе човек станува свесен, и нормалната реакција на второто ниво е да се бара некое полурешение и човек да се задоволува со тоа полурешение. Значи, ќе кажеме, например, пак го спомнав примерот со Сити 3. Значи, или со, Пакомак поставиле неколку контейнери и сега ако ставиме пластиката во контейнерите, значи окей, целиот проблем е решен. Значи задоволување со полумерки. Нешто што е перење на совеста и од страна на граѓаните и од страна на властите. Третото ниво е преземање на сериозни чекори за решавање, за придонес кон решавање на климатската криза. И сега некако има природен тек на работите. Во голем дел земји, особено на запад, стигнале на третото ниво откако биле на второто ниво. Значи и тие мислеле дека ако има некоја полумерка, дека тоа е доволно. Ама, она што е голема разлика во однос на помеѓу Македонија и западните земји, е што тие поминале одреден број години, каде што гледале дека полумерките едноставно не делуваат. И кога вие ќе се воведат полумерки и откако ќе видите тие полумерки дека не делуваат, тогаш преминувате на трето ниво и сваќате дека едноставно премалци и предоцна работи не се доволни. Дали треба промена на свеста или промена на системот? Тоа е едно од клучните работи кога веќе ќе се стани свесен дека нешто мора да се преземе. И ова геолошка епоха која ја живееме, а која се вика Холоцен, во последно време има аргументи се повеќе и инсистирање да се именува поинаку. Главно именувањето е антропоцен. Предлогот антропоцен, претпоставувам бај и луѓе сте слушнале, дека поради влијанието на човекот врз целата планета треба да биде именувана од 17, 18, 19 век до сега, поради индустријската цивилизација, треба да биде именувана антропоцен по човекот. Значи, човекот веќе стана фактор од кој зависи планетата од него. И тоа е прв пат во историјата не само на човештвото, туку и на земјата, еден вид да зависи во последно време на капиталоцен. Значи, Радж Пател, еден британски активист, го предложи овој термин, бидејќи сметаше дека не е проблемот тоест не се промените предизвикани на ниво на земјата, продуцирани од човекот, туку од одреден економско-општествен систем кој е формиран во последните 3 векови, а тоа е капитализмот. И по капитализмот треба да се наречи капиталоцен. Сега, дали ова е големото прашање? Кој ја предизвикува климатската криза? Дали тоа се луѓето или тоа е системот? И сега, кога зборуваме за оваа дилема, човекот или системот, прашањето кое се наметнува, системот го создават луѓето, така што и да е системот се луѓето. Така што дефинитивно се сведува се на луѓето. И ова прашање не е само теоретски, бидејќи веднаш се надоврзува клучното практично прашање. Што треба да правиме? Да ја промениме свеста на луѓето или треба да го промениме системот? Мјурел Букчин има
кажуваше за еден случај, тој веќе е починат одамна, 2006 година, во 1990-тите имаше напишано еден труд, кај што кажа еден многу јак пример што му се случил во 1970-тите години во Њу Јорк. Тој кажуваше дека имало некоја еколошка изложба кај што имало серија на експонати, на последниот експонат беше само едно огледало. И под него текст најопасното животно на планетата. Значи, при тоа вие се гледате во огледалото и тоа значи дека вие сте најопасното животно на планетата. И она што го кажуваше Букчин е дека кога тој тоа го видел, на огледалото имало мало дете, црнче, на кое неговиот учител, белец, му ја објаснуваше поентата на целиот тој експонат. И сега одеднаш луѓето се виновни и сега испаѓа дека во тоа луѓето се и тоа дете, тоа дете е најопасното животно на планетата Земја, и тоа е оној човек и оние многу луѓе кои се убиваат да направат нешто во врска со климатската криза. И тие во овој дискурс испаѓаат дека се најопасните животни на земјата. Така што ќе да има разлика помеѓу овие и оние луѓе. Ќе да не може да речеме дека луѓето се виновни, туку нешто треба повеќе подетално да се разгледуваат работите. Толку години поминаа од точката кај што беше станаа луѓето свесни дека 3 до 4 степени затоплување на глобално ниво не води во провалија. Значи, почнаа од 70-тите години да зборуваат на оваа тема. Тогаш не беше работата ургентна, сега е ургентна. Кога стана работата ургентна, веќе она што се повеќе се кристализира како сознание е дека без системски промени не може да се спречат климатските промени. Ке дискутираме повеќе на оваа тема и во дискусијата дали треба промена на свеста или промена на системот или и едното и другото. Она што понатаму ќе пробам да го објаснам е дека моето мислење е дека системски промени мора да настанат, ако сакаме да ја надминеме климатската криза. Односно, ако нема системски промени во овој момент, тогаш ние веќе неизбежно одиме кон последиците од климатската криза. Значи, проблемот, кога зборуваме системски, проблемот е на самиот општествено-економски систем. И сега, што би бил проблемот со капитализмот? Обично, она како се поставуваат работите е еколошки прашања, капитализам и цела провалија помеѓу тие две теми. Како тие теми воопшто да не се поврзани? Сега ќе пробам да објаснам што е проблемот со капитализмот, колку длабок е проблемот со капитализмот. Значи, она што е проблемот со капитализмот накратко е што создава практики и вредности кои ги репродуцира, а кои не само што не одат во патот на решавање, туку одат кон продлабочување на климатската криза. И тука се враќаме на темата на Трамп и Гренланд. Значи, одеднаш Гренланд останува без мраз. И сега, проблема и прилика. Значи, како се размислува? Значи, ако Гренланд остане без мраз, тогаш таму имате огромно фосилно богатство. Одеднаш имате отворање на морските текови околу во целиот Северен Атлантик или Северно ледено море. Имате, значи, геостратешки одеднаш огромна поголема тежина добива Гренланд.
И сега, ако е тоа така, зошто да не ја искористите приликата? И сега, кога Трамп ја понуди да го откупи Гренланд, тогаш тој размислуваше на веќе растопен мраз во Гренланд. Значи, си ги гледаше бизнис можностите во корист и геостратешките причини во однос на неговата земја. Така што, баш практиките и вредностите кои ги репродуцира капитализмот одат кон решавање, а не кон продлабочување на климатската криза. Ако вие сакате да добиете нешто од Гренланд, тогаш не само што нема да ви биде гајле за климатската криза, туку вие дури го сега ќе потурните да го треба во таа насока за да го остварите вашиот бизнис интерес. Капиталистичкото општество не е само или било кое општество не е истозначно со економија. Значи, општеството, капиталистичкото општество е општество кое функционира економски на капиталистички правила, но тоа е и општество во кое владеат капиталистичките вредности. Ова е доста важно да се свати, бидејќи ако едно општество не продуцира вредности кои го втемелуваат, тогаш тој ќе добие криза на легитимитетот. Тоа општество ќе добие криза на легитимитетот. Значи мора, ако се соочи со криза на легитимитетот, тогаш прашање на време е одреден систем кога ќе се распадне. Значи феудализмот се распадна кога вредностите врз кои се подбираше феудализмот се распадна. Или ако сакате бившиот социјализам не беше втемелен врз социјалистички вредности и поради тоа прашање на време беше кога ќе се распадне. Значи многу важен елемент не е само она што е видливото, економијата, туку и вредностите кои ги продуцира и репродуцира едно општество во негова поддршка. Сега, капиталистичката економија. Зошто зборуваме за една економија која функционира во рамките на капитализмот? Значи, тука имате она што е најкарактеристично за капиталистичката економија е таму имате производство чија цел е остварување на профит. Сега, оваа работа може на сите нас да ни се чини дека е нормална и дека не може да биде поинаку. Сега, тоа што нас не се чини дека е нормално и дека не може да биде поинаку е само показател колку длабоко се навлезени капиталистичките вредности во нашето општество. Не само што не е единствено и можеби нормално да така функционира, покажува како претходно функционираше економијата пред капитализмот. Значи, пред капитализмот ова ПС ви се пари, С ви е стока. И сега ова второто прво ќе го видиме, ова СПС, имате стока, значи произведувате нешто, имате вишок од тој производ и ако тој производ го продавате, тој производ станува стока и нормалниот начин беше, ако вие произведувате само за собствени потреби и не продуцирате вишок, нема ни зошто да го носите производот на пазар, нема логика. Но, ако имате вишок, тогаш таа стока ја преку парите кои ги добиете за стоката, ја ги користите тие пари за да купите нова стока. Значи имате стока, купувате нова стока што ви треба, а парите се механизмот кој стои помеѓу тие две работи. Капитализмот не функционира така. Многу од нас и се уште тоа го прават, но целата економија не функционира на тој начин. Имате пари кои стануваат капитал ако ја следат ова шема тука. Значи, парите како капитал ги имате, ама тие пари за да ви се зголемат, за да станат пари плюс, вие произведувате нешто
за преку производството на тоа нешто, на тој производ, таа стока, да создадете повеќе пари. И сега тука, вие кога произведувате нешто, некој производ, не го произведувате производот заради производот, туку го произведувате тој производ заради профит. Се додека не ви носи профит нешто, вие не произведувате. Без разлика колку има потреба од тој производ. Не произведувате, не ви носи профит. И обратно, иако и со маркетинг ги убедувате луѓето дека тој производ му треба. Не дека тоа е навистина така, туку бидејќи тоа вас ви носи профит. И тоа е начинот на кој функционира капиталистичката економија. Поедноставено, тоест по-расширено да речеме, ова пари, стока, профит, вишок на пари, делува вака. Значи, за да остварите профит, вас ви требат капитал, ви треба труд и ви требат суровини. Значи, имате капитал, ангажирате труд, значи работници, и врз основа на суровините кои ќе ги купите, имате финален производ, се произведува финален производ кој вас ви носи профит. Сега, во оваа математика, ако е поевтин трудот, е повисок профитот. Ако се поевтини суровините, е повисок профитот. Значи, вие, ако гледате за вашиот профит, тоа она што вас ви треба е поевтино да ја платите работната сила и поевтино да ги платите ресурсите. Околу ова соодносот на работниците, на платите на работниците и профитот на газите е еден убав пример од Министерството за финансии. Ете да искористиме нешто што и тие сработиле. Значи, во некоја текстилна фабрика во Македонија имате еден вработен газда и имате наспроти него 376 вработени. Тие 376 вработени земале просечен доход од 140 евра. Сега, а тој еден земал 73.000 евра. Сега замислете таа сума. 73.000 евра месечно. Значи, 2 месеци 140.000, 3 месеци 210.000. И сега, шо правил тој со тие пари? Прво прашање. Второ прашање, малце поголема математика. Ако пресметате 376 пута 140, ќе ви излезе некој износ кој изнесува околу 52.000 евра. Значи, овој еден човек не земал повеќе од сите останати, туку земал драстично повеќе од сите останати. И тоа би значило дека ако тој си го намали, му биде намален приходот на само 50.000, која е 50.000 евра, која ќе се согласите е границата на сиромаштија, тогаш на овие ќе им се зголеми приходот за 20.000 плюс. Ама, иако не постои разлика помеѓу животен стил со 50.000 евра месечно и животен стил со 73.000 евра месечно. Како знаеш дека не постои разлика? Многу ме интересира дали ова навистина не Да. постои разлика, оти јас мислам дека постои ако... Ете, ќе кажам зашто јас мислам дека не постои разлика. Не е исто да искочиш во град со 100 евра и со 1500 денари, например. Ама овде зборуваме за евра. Па добро да ако да евра, 70.000 евра и 50.000 евра, сигурно човекот што зема 73, човекот што зема 52 имат различен животен стил. Јас ти гарантирам во тоа. Ај само ќе дискутираме околу тоа, али стремежот на газдата е да си го зголеми приходот, профитот, а на чија сметка ќе биде тоа? На сметка на работниците. А исто така е на сметка на суровините. Значи, ако вие набавите производ суровини, сакате да правите мебел, ако вие можете да набавите дрвја по поевтина цена, тогаш вие ќе ги купите тие дрва
и ќе произведите мебел која можете да продадете на истата цена, а профитот вас ќе ви се зголеми. И сега, значи, ако вие купите поевтино дрво, при тоа може да уништите доста дрва кои не треба бидат уништени. Но логиката на системот е вас ве интересира профитот и окей е да ве интересира профитот. Околу начинот на размислување на тие што му прави разлика помеѓу 50.000 евра и 70.000 евра, а им прави разлика. Мислам се согласува. Не конституира цела класна разлика, цела класа не конституира. Разликата не е толкова за да припаѓа класа, тоа сака да ти го каже. И, например, како сека, значи, знаете, ќе речат на сето ова што јас го кажав, Сашко Станоевски, почитуваниот член на правниот одбор на кластерот за текстил, нема да се согласи со се што кажав овде и ќе каже дека вие ништо не разбирате за текстилната индустрија. Кога зборуваме за проблемите на текстилната индустрија, обично ни велат дека ние возиме джипови. Па со што да возиме, ова е 21-виот век, бизнисмените во странство имаат авиони. И ова е искрено кажано на Станоевски многу му благодариме за отвореноста. Ова е начинот на кој тие размислуваат. Секогаш онај што зема 50.000 евра месечно профит, малку ќе му биде, ќе сака повеќе, бидејќи тој е богат во однос на нас, ама во однос на оние што земаат 150.000 евра месечно, а земаат, е силнов. Може ли ја нешто да искоментирам? Кога веќе ја анализираш ова формулата пари, стока, пари и обезвреднувањето на трудот, исто може би треба да спомнеме затоа што од овој еколошки аспект е релевантно дека исто така се обезвреднува и сировината, материјалот. Например, еве сега целата драма, баш драма, трагедија со Амазон што се случува, се повеќе станува јасно дека тие пожари се намерно подметнати затоа што се произведува стока, односно се вако животни, кои што се за фарми, кои што се многу поевтини за одредени производители на запад и исто така се увезуваат, односно подпишана е сделка меѓу Европска унија и Бразил, кај што би се вовеле огромни количини на земјоделски производи од Бразил, кои што би биле под нивото на секоја замислива цена што може да се понуди на тло на Европска унија. Значи, исто така и обезвреднувањето на сировината, а не само на работната сила, води до вишок на добивка, односно вишок вредност, surplus value, што би се рекло. Да, значи, продолжуваме сега со запознавање со начинот на функционирање на капиталистичката економија. Значи, при тоа производство и фиксација со профитот, многу важна е инструментализацијата како механизам. Значи, се третира низ призмата на средство за остварување профит. Ова се третира, значи останатите луѓе, значи природата. Природата постои еден важен феномен кој се вика екстернализација и тоа ви е префрлање на добитта, во случајот доста важно, на штетата настрана, тргање на настрана. Например, ако вие произведувате нешто и за да произведувате тоа нешто е потребно да не загадувате. Ако вие вградите механизми кои нема да загадуваат, тогаш одеднаш цената на производство ќе се зголеми. Ако се зголеми цената на производство, тогаш вашиот профит ќе се намали. А вие целата работа со производувањето на тој производ ја правите заради профитот. И сега, зошто вие да
обезбедите механизми кои во производството кои ќе одат на заштита на животната средина ако тоа доведува до намалување на вашиот профит. Значи, освен ако не бидете спречени во таа насока, ова е нешто што на крај памет ви текнува. И екстернализацијата е многу важен елемент на функционирањето на капиталистичката економија. Се што можете да екстернализирате, екстернализирајте. Така се остварува профит. И ова е лекцијата која за успешни бизнесмени сигурно им ја кажуваат. Исто така, она за што се интересира еден обичен капиталист е краткиот рок. Значи, вие од се што побрзо исцедете капитал, а последиците од тоа, што има вие тоа да мислите? Вие сте концентрирани на исцедувањето капитал. И сега, тоа може делува сурово, али во стварноста е уште посурово. Значи, и најдобар пример се китовите. И сега имате ситуација, кај што, ако ги изловите сите китови, мислам, нема во иднина да можете да ловите, бидејќи и нема да можете да остварувате профит, главната поента. Ама без разлика на тоа, ако вие пратете ја теоријата на игре, ако вие престанете како индивидуален капиталист да ловите китови, за да ги оставите, не дека многу ги сакате, за да можете и во иднина да исцедувате профит од нив, ако вие тоа се воздржите, останатите нема да се воздржат. И останатите тоа ќе го направат и на крајот китовите и така ќе бидат загрозен вид. И сега, во тој случај, вие гледате што може повеќе вие самите да остварите профит. Сите губат, бидејќи китовите дојдоа до ниво на екстинција, а голем дел од видовите китови се уништени. Значи, не ги интересира самиот систем и затоа тука е многу важно да се направи разлика помеѓу не се капиталистите некои зли луѓе, можеби некој капиталист си ги сакал китовите, но системот во кој влегле и кој функционира се такви кај што ако не ги почитувате правилата, вие ќе едноставно ќе изгубите. Проблемот дополнително и еколошкиот проблем дополнително се мултиплицира со глобализацијата. Бидејќи со глобализацијата одеднаш имате една шведска маса на ресурси, под ресурси се подразбира за да се создават плантажи од палмини дрвја, тогаш ние едноставно не размислуваме за последиците врз околината таму. Оно што ние размислуваме као капиталист е да поевтини ресурси. Така се што оди во насока на поевтинување на ресурсите е позитивна работа. И на тој начин, бидејќи глобализацијата им ја отвори палетата на можности каде да екстрактираат и поевтин работна сила и поевтини ресурси, целиот проблем се мултиплицира. И сега тука на ова се надоврзува трката кон дното. И сега замислете ја таа како изгледа трка, имате море, имате дно и сега имате трка што подолу до дното. Една држава намалува стандарди во однос на еколошките стандарди и работничките стандарди, за да може да биде конкурентна, убав збор, конкурентна во однос на останатите земји. И на тој начин, онај кој губи, онај кој добива е тие што ги имат капиталот. Оние кои губат се работниците и е животна средина екстернализирано. Што ме е екстернализирано, тоа е нешто што нас лично не ме интересира. Како функционира економијата и државата?
владеачкиот општествен систем зборува за невидливата рака на пазарот. И ова влечи корени уште од Адам Смит, 18 век, и целата поента на невидливата рака на пазарот е секој си го гледа личниот интерес и има слобода на производство и потрошувачка. Ама на таков начин, баш на таков начин, најдобриот интерес на општеството како целина се исполнува. Значи, секој си го гледа личниот интерес, ама на крајот, гледајќи си го личниот интерес, испаѓа најдоброто, најпозитивната ситуација. И ова е доктрината на лесе-фе. Значи, се зборува за лесе-фе капитализам. Лесе-фе на француски, тоа е од француски преведено, значи остави. Нека биде слободно. Значи, државата што помалце да се меша. Нема потреба да регулира. Ако секој си го гледа интересот, на крајот на сите ќе ни биде добро. Значи, од типот на ако газдата се збогатува и на работниците ќе му биде добро, бидејќи ќе има да им даде на работниците. Значи, ја имате таа идеологија. Ама, особено околу еколошката димензија. Ако вие уништите шумата, тоаш кој повторно не ќе изгради? Особено во последните години, децении, од 1980-тите години, дополнително се засили ваквиот начин на размислување и се зборува за пазарен фундаментализам. Значи, као религиозниот фундаментализам. И тој пазарен фундаментализам оди на намалување на даноците, на помала регулација и на приватизација. И сега, ако има значи кажавме дека ако никој не ги го спречи уништувањето на китовите или на шумите, тие ќе бидат уништени. Не поради тоа што индивидуалните капиталисти се лоши по табиет, туку едноставно бидејќи системот ги поттикнува во борбата за повисок профит да направат на некој начин. И тие тоа ќе го направат се додека некој не ги спречи. И сега кој е тој некој? Ако имаме идеологијата на пазарниот фундаментализам кој налага помала регулатива, значи под влијание дека треба се да се остави слободно на пазарот, слободно на поединците на пазарот, тогаш уште помали се шансите нешто на вистина да биде преземено. Значи, и покрај овој пазарен фундаментализам се гледа не само во овој дел, туку и во делегитимирањето на државната акција. Значи, државата треба што помалце да се вмешува во економијата. Колку пати ова сме го слушнале. Значи, треба да остави слободен простор на пазарот. И сега на пазарот, тоа е тука не се сите поединци исти, некои се крупни риби, некои не се ни најситни риби. И сега, нешто треба крупно да се преземи во однос на климатската криза во ситуација кај што е делегитимирана државната акција. Бидејќи, ако вие воведите еколошки стандарди, тогаш тоа ќе оди на нарушување на профитот. Ако на Југохром се постават филтри, тогаш тоа ќе оди на намалување на профитот. Ако во Иловица се забрани да се отвори рудник, тогаш тоа ќе оди на намалување на профитот на канадските или кизне кои се таму газди. Значи, и тоа е така. Значи, и сега, прашањето е дали примарен е профитот или примарна е човечката екзистенција и квалитетот на човечката екзистенција. Значи, сега малку за вредносниот систем на капитализмот. Значи, кој е едноставно нужен за да може тој систем да се одржи. Значи, вредностите кои ги шири.
на база на третирање на останатите луѓе како средства за наши лични цели, а не како цели сами за себе, значи капитализмот ги наметнува вредностите на монетаризација на сите меѓучовечки односи. Значи, се за пари. И тука имаме една поговорка, дури и во македонската култура, која се вика брат за брат, сирење за пари. А озајаш нешто да ти сработам, дај пари, пријатели сме, ама работа треба да биде платена. И сега зошто да биде платена работа која е на пријателска база? Значи јас ќе ти поможам околу варусувањето, не бидејќи очекувам да ми даеш пари, бидејќи сакам да ти поможам. Ама логиката на капитализмот оди на истиснување на било што не се темели на пари. Исто така тоа ја наметнува психологијата кај луѓето, кај што се што не може пазарно, парично да се валоризира, безвредно е. Значи, пластичните кеси кои ни ги даваат муфте и кои само по максимум пола сат ги фрламе, нанесуваат штета понатаму. Ама ние колку ја цениме таа пластична кеса? Што таа пластична кеса значи за нас? Бесплатно сме ја добиле, штом бесплатно сме ја добиле, можеме слободно да се ослободиме. Например, една книга што бесплатно сме ја добиле, многу веројатно нема да ја прочитаме. Ако сме ја платиле 300-400 денари, друго ќе биде. Или пластичната кеса која ќе биде наплатена, нема така лесно да ја фрлиме. Бидејќи се што, значи вредно е, она што може да се монетаризира, да се впаричи. Се друго е безвредно. Значи, егоизмот и легитимација на егоистичката логика, етика. Значи, окей е да си го гледаш личниот интерес, бидејќи сите, општеството е составено од болци, кај што борбата е на секој против секој. Ако ти не играш нечесно, ќе играат нечесно против тебе. И ова е, не мора да го кажат експлицитно, а го кажуваат, ова е нешто на што системот не учи. И окей да си го гледаш личниот интерес. Али, например, во контекст на климатска криза, каде сето тоа ќе не доведе. И сега, исто така, ако имаш пари, можеш да ги трошиш слободно. Значи, типично егоистички, и тука дури ќе биде проблематично ако не биде вака од гледна точка на функционирањето на системот. Например, имаш пари да купиш кола и да се возиш низ Скопје со колата, слободно. И сега, што е тука проблематично? Ги имаш парите, ги користиш, сакаш да се возиш со кола, се возиш. И окей е да се екстернализира според начинот на размислување. Бидејќи тоа е нешто што нас не засега. Ние она што нас не засега треба да биде личниот интерес. Значи не се работи само за поттикнување на егоизмот, туку и за легитимирање на егоистичката логика. А што правиме со одговорноста? Тоа е нешто што, како се вика, се создава култура на префрлање на одговорноста. Секогаш другите се оние што треба нешто да преземат. Не ние. Не ние и другите. Другите. И оваа култура се создава по неколку линии во рамките на капиталистичките вредности. Значи по линија на егоизмот што објаснав до сега, во насока на инструментализација на се останато, значи во однос на хаотичниот карактер на капитализмот, значи во капитализмот имате ништо не е организирано. Не се знае конкретно кој треба нешто да преземе. Секогаш другите може да бидат тие што може да се преземе.
Не е само, например, фрлањето ѓубре на улица, зашо јас да собирам ѓубре, кога може некој друг да собира ѓубре. Туку овој начин на размислување, од овој начин на размислување не се изолирани само обичните граѓани, туку и самите капиталисти. И тука е големиот проблем. Кога еден газда на, тоест еден бизнисмен од градежната индустрија решава да откупи државно земјиште за да гради зграда во Скопје, уништувајќи зелена површина, тогаш тој она што го легитимира во своите очи и во однос на другите е следниот начин. Не зависи од мене. Значи, шо јас со овој потек ќе придонесам за заштита на животна средина. Сите други градат згради, зашто мене сте ми се свртиле. Јас едноставно не зависат работите од мене. Значи ова не зависат работите од мене, последниот момент што ја потикнува културата на префрлање на работите не е нешто во кој веруваат и се потикнуваат и да веруваат обичните граѓани, туку е нешто што го прават и капиталистите. Ако јас уништам мал сегмент од Амазон, ниту еден човек не е виновен за целото уништување во Амазон. Секогаш е само мал дел. И сега, од тој мал дел многу мал се зависи. Дали то ќе биде уништено или нема да биде уништено, минорно е. Еден од 7,5 милиарди. И сега, бидејќи така размислуваат, ама тие бизнисмените, далеку работите зависат повеќе од нив, отколку што зависат од еден обичен граѓан. Конзумеризмот. Значи, конзумеризмот е исто така еден од големите проблеми кои го создава, го креира системот, бидејќи кога ќе се вратиме на она пари, стока, пари. Вие продуцирате стоки. И сега, ако сето тоа е под предпоставка, некој ќе ги купи тие стоки. Ако никој нема кој да ги купи, вас ќе ви се трупаат во магазинот и вие нема можете да остварувате профит. Сега, вас ви треба систем, и капитализмот е таков систем, кај што мора да има луѓе, да се најдат луѓе кои ќе ги купуваат вашите производи, кои вие одново и одново ги продуцирате. И сега, ако вие прво имате произведувате производи кои имаат висока трајност, тогаш ви се намалува профитот. Бидејќи не можете одново со секој круг на производство вас ви се трупа профитот. Ако има помалце кругови на производство, тогаш и профитот ви се намалува. Значи, вие сте дестимулирани од страна на системот, чија главна цел е производство на профит, да создавате вредности со потрајно трајање. Значи, продуцирање на лесно расипливи стоки и сензибилизирани потрошувачи. Што е сензибилизиран потрошувач? Имате разлика помеѓу конзумент, потрошувач и конзумерист. Конзумеристот ќе да е нешто различен од потрошувач. Сите ние сме потрошувачи. Сите трошиме. Мора за да живееме да купуваме и трошиме и конзумираме производи. Но тоа не прави конзумеристи. Конзумерист е човек кој сака тоа да го прави, има потреба. Значи имате мобилен, најнов, и еднаш излегува на пазарот уште посилен мобилен. И сега, иако мобилниот што вие го имате е прекрасно функционален, е подобар отколку 90% од мобилните што ги имаат останатите граѓани, вие го купувате најновиот производ на мобилен, бидејќи тој има нешто без кое вие едноставно не можете да живеете. Ова е типично однесување на еден конзумерист. Значи, мора да се троши и да се стимулира трошењето.
што повеќе се троши, што повеќе се стимулира трошењето, толку е поголем профитот. Значи, а тоа е целата цел. Сега, ако ова е лошо, по предпоставка, дали тоа значи дека треба да се промовира аскетизам. И секогаш, значи дури инстантно, кога вие ќе почнете да зборувате против конзумеризмот, веднаш ќе се најде некој да ви каже што ти промовираш аскетизам. Значи, тоа е веќе на точка на издресираност, значи впивањето од наша страна на конзумеристичките вредности е толку силно што малото намалување во нивото на конзумеризам на луѓето му се чини дека тоа е аскетизам. И тоа е високо ниво на издресираност и тоа од гледна точка на било кој систем е доста позитивно. Значи, што е проблемот со капитализмот? Проблемот е со практиките, значи она што тој го прави, но проблемот и со вредностите кои ги репродуцира, а кои не одат само на решавање, туку на продлабочување на климатската криза. Исто така еден важен, уште краток ќе бидам, уште околу 15 минути само. Значи, важен е концептот на отуѓување да се свати. Значи, отуѓување имате, која некоја сила, која е творба на вашите раце, на вашето делување, се свртува против вас. Делува со самостојна сила и злокобна сила кон вас. И сега тоа е малце чудно. Како нешто што ние сме го креирале, може да се осамостои и да делува против нас. Али тој феномен се нарекува отуѓување и е, меѓу другото, и филозофски концепт, и не само филозофски, туку и реален проблем. Значи, тука, како може, што се отуѓува од нас и делува како туѓа сила против нас. Значи, сега се враќам на она дилема која претходно ја отворив, кој е виновен, дали луѓето или системот. И сега, нели системот го прават луѓето? Таа дилема. И сега таа дилема не можеме да влеземе во таа дилема ако не го имаме предвид концептот на отуѓувањето. Дека е можно така да настане. Значи, системот да е формиран од луѓето, но системот одеднаш почнува да делува против интересите на луѓето. Значи, се самостоен системот и се отуѓил од луѓето. Тука го имате примерот класичен со пазарот. Дури ја имате и терминологијата прилагодена на тој отуѓувачки дискурс. Значи, пазарот лошо ќе реагира на таквата мерка. Пазарот е конкретен лик кој лошо или нема поволно да како е тоа? Нема поволно да пак реагира на одредена мерка. Пазарот е нешто што луѓето го создале. И не е тоа, не може да речете ово е пазарот или ние сме пазарот. Макар што ние сме пазарот, одеднаш добива сила на ентитет. Абстрактен е, никој не го гледа, ама тука е. И сега тоа пазарот може, ако се вознемири пазарот, последиците да ги чувствуваат конкретни луѓе, ние да ги чувствуваме. И сега, како тоа може нешто што е создадено од човекот, као конкретниот случај пазарот, да се сврти против него? Ама може. И, например, во финансиските и економските кризи, многу често пазарот, тоа абстрактно суштество, реченица не те прекинувам повеќе затоа што во темата имаме муниципализам, па пошто даваш у моментов контекст, само да додадам информација на таа тема. Зашто го спомнавме Букче на почеток и здраве зборуваше за него?
Инаку да, американското име му е Јуре, инаку се руско-еврејско семејство. Идејата на Букчин, меѓу другото, и зошто е муниципалист, е затоа што токму овој проблем за кој што сега зборува здраво отуѓувањето, абстракцијата, таа екстернализација, тие основни метафизички, да ги наречеме, предпоставки на капитализмот се отстранети со самото тоа што економијата, управувањето на заедницата, самоуправувањето, ако сакате, на заедницата е подиректно врзано за тлото, врзано за материјалната стварност во која што се живее. И сега уште една информација да додам, неговата ќерка Деби Букчин има и книги објавувано, главно е новинарка, голем поддржувач на револуцијата во Рожава, има предавања од неа може да најдете на YouTube, на интервјуа на Версо, исто колумнистка во Huffington Post и на други места, каде што ја разгледува идејата како концептот на таткој, кој што според неа функционира во Рожава, може да се примени во Европа. И тоа е на некој начин одење до одната страна на логиката нација држава и такви гломазни концепти на економија кои го овозможуваат ова отуѓување за кој што здраве збори. Значи, само оваа информација да ја уфрлам со Букчин сеньор и джуниор и со Деби Букчин, и она е релевантна за чисто да ги имате на ум како референци. Значи, климата моментално не е некој во Македонија или на Балканот некој фактор кој силно влијае. Макар што, одете прашајте ги земјите појужно од нас како веќе климата влијае. Но таа може да се отуѓи од нас и после нас да ни се врати она што ние го правиме и го креираме као чудовиште. И тоа ќе биде многу страшно. Значи, црвените и зелените, социјалистите и екологистите, една важна тема, и едните и другите треба да бидат загрижени во врска со климатската криза. Она што често се поставува како прашање дали нивните визии и нивните борби се различни или се работи за комплементарни визии. Околу зелените, малце ќе одам побрзо, околу зелените во последните години, и тоа на последните избори, на европските избори, значи имаше голем пораст не само на гласовите за радикалната десница, туку и за зелените партии, а што беше резултат на зголемата свесност за ургентноста на преземање на акција околу климатската криза. Но оној феномен, и ова веројатно сте го слушале, оној феномен кој се случува исто така кај зелените е нивната радикализација. И таа радикализација не е од сега, туку корените на зелените партии влечат од студентското движење 68 година и се црвени. Значи, и во зелените движења се повеќе се сваќа дека не е зелено делување да се собира што повеќе пластика и се става во контейнери за пластика, туку зелено делување е промена на системот. И као што, ако го памтите тој слайд предходно што го кажав, значи имаше луѓе кои протестираа дека треба системски промени, а не климатски промени. Фактички дека мора да има системски промени ако сакаме да ја спречиме климатската криза. Поцрвенувањето на, тоест црвените исто така треба да сватат дека е ова голема криза која едноставно не го прави досегашниот дискурс не во голема мера нерелевантен. Од типот, ова не е криза која сите нас ќе не погоди. Последиците во голема мера ќе бидат класни и на глобално ниво, помеѓу богатите и сиромашните земји и во рамките на општеството. И
Овој дискурс едноставно во голема мера е потребно позеленување на дискурсот на црвените, бидејќи се води доста суштинска битка и живееме во суштинско време. Околу поцрвенувањето на зелените и позеленувањето на црвените, односно во насока на комплементарни визии, мора да се каже дека во моментот пред се на Запад се случуваат тие промени. На Запад далеку понапред е првото, мислам на поцрвенувањето на зелените, стануваат тие далеку посвесни дека системски промени се потребни, отколку позеленувањето на црвените во смисла дека климатската криза ќе има многу погубни последици на општествено ниво и на ниво на социјалната правда или неправда во овој систем. Ова на брзина можеме да го видиме, има еден слайд, како се развиваше зелената мисла, да речеме, вака сега низ во 80-тите години, овој му кажува на своето дете, земи го твоето ѓубре и фрли и ќе ја спасиш земјата. Во 90-тите рециклирај и ќе ја спасиш земјата. Во 2000-тите редуцирај го својот јаглероден отпечаток и ќе ја спасиш земјата ако користиш точак. Сега во 2010-тите еднаш целосно преструктурира глобалната економски систем и може би ќе бидеш способен, ќе можеш да ја спасиш остатокот од човештвото. И сега, гледајте колку е променет дискурсот. Ова не е нешто што сите еколошки активисти на Запад го прават, но се повеќе и повеќе го прават. Јас бев доста пријатно изненаден од една дебата во Америка, кај што една на дебатата инсистираше дека треба да дојде до национализација на фосилните компании и сега национализација на индустријата. Е тоа нешто што обично социјалистите се залагаат, социјалистите, комунистите. Но се залагаат многу често колку да се рече. И сега зошто инсистираше дека мора национализација на фосилните компании? Аргументот и беше веќе повеќе децении беа свесни за проблемот и ништо не направија. Ние имаме прекратко време, максимум една деценија, и во таа деценија ние не можеме да им веруваме дека тие нешто ќе направат. Мора преземање на драстични мерки. Не сакаме да ги преземеме драстичните мерки, ќе ги трпиме последиците од климатската криза. Што треба да се преземе? Работа на сите три нивоа во Македонија. Три нивоа мислам на информирање, на преземање на полумерки, и ова ќе го објаснам, и третирање на мерки, воведување на мерки кои се системски. Значи, зошто, ајде информирањето јасно ви е. Значи, али зошто мислам дека треба и делумно, барем со дел од населението да се работи на полумерките. Значи, од типот на селектирај го ѓубрето и оставај го во соодветните контењери. На тој начин стекнуваат еколошка свест. Сега, тоа воопшто не е решение. Воопшто не е решение. Пакомак само дел од пластиката ја рециклира, другата ја фрла. Сега, дали вие ќе офрлите или пакомак ќе офрли, исто е. Али, на некои луѓе му е потребно да одат по потешкиот пат. А тоа е самите, врз основа на сопственото искуство, да сватат дека тоа ништо никаде не води. Али, значи, самите да сватат. Али, и ова не е доволно. Значи, оние што навистина сакаат да преземат нешто сериозно, треба да размислуваат на системски промени и во таа насока на првичното и главното прашање.
што треба да се промени? Свеста на граѓаните или системот? Значи, и тоа е, и ние, за жал, во овие 10 години, ова не е прашање, филозофско прашање, кое имаме ние можност да го решиме и по 100 години, па дури и да не го решиме, да не е проблем. Дали е примарна, дали прво се појавила кокошката или јајцето? Ова прашање не е решено од почетокот на филозофската мисла до денес. Ама ништо страшно. Ама ова прашање, дали треба да одиме пред се во насока на промена на системот или промена на свеста, е прашање кое подитно треба да се преземи, бидејќи е прекратко времето. Конкретни ситни мерки кои можат во наводници да бидат преземени. Значи, она што треба да се направи е притисок од власта, ама и лични промени. Бидејќи, например, често се случува некои антикапиталисти да го користат аргументот дека системот е проблемот, за тие ништо да не преземат во врска со сопственото однесување. Али и тие имат јаглероден отпечаток. Значи, од сите нас зависи. Ова е глобална битка. И колку и да е виновен системот, ние сме исто така виновни. Значи, треба да се преземи нешто во врска со загадувањето. Значи, и нема тука да објаснувам зошто треба и што треба, но сега за тоа ќе дискутираме, само ќе ги набројам работите. Треба да има масовна акција на пошумување во Македонија, која нема да биде проформа како што беше 2009-2011. Например, американската војска е една од, како ентитет, на 40 или 50 место од земјите во светот како загадувач. Значи, оружјето создава... Војската е, што знаме, најголемиот загадувач. Да, не државен... Поредено со земји и со се, како ентитет, американската војска загадува најмногу од сите држави. И тука ми е многу интересен аргументот на луѓе кои себе си се сметат за еколошки свесни, а кои, например, како сека поддржуваат за членување на Македонија во НАТО. А при тоа трошот, значи што ќе наметни давање на буџетски средства за војската, а што парите ете за некоја голем баксус не растат на дрво, и ако ги даете парите за војската, нема да ги даете за заштита на животна средина. Редуцирање на конзумеризмот, значи треба да излеземе од конзумеристичката логика. Тоа не значи промовирање на аскетизам, значи да шетаме со искинати алишти. Значи туку значи конкретни работи. Не трчање по најлесниот начин, по најновата стока. Користење на јавен превоз наместо приватни возила, намалување на пластичниот отпад. Значи, она што се произведува, вие колку сакате селектирајте го и тие нека го рециклират, пак останува проблем. Значи, треба пред рециклирањето да има еден момент претходно. Значи, да се намали пластичниот отпад. Селектирање на отпадот како уште помала мерка, не фрлање храна. Значи, храната која се распаѓа создава гасови во атмосферата и тоа придонесува кон глобалното затоплување. Али, во рамките на логиката на капитализмот, ако имам пари за тоа, зошто да не ги потрошам тие пари за купување дополнителни производи? После ќе го фрлам моја работа, егоизмот и легитимацијата на егоизмот од страна на системот. Значи, имам пари, што сакам правам? Веганска, вегетаријанска или помалку месна исхрана. Некому му е проблем веднаш да премине на веганска или вегетаријанска исхрана, барем мора да премине на помалку месна индустрија. Фрапантни се бројките, ќе гледаме филмот на Наоми Клајн утре, колку голем проблем не е само користењето на јавен превоз, туку и
јадењето на месо, бидејќи сето тоа влечи цела серија на последици поврзани со местната индустрија. И непушењето, значи, исто така, бидејќи не толку веројатно поради пламенот што оди во воздухот, колку поради од пушоците кои не се хартија и не се природни, туку се од вештачка материја. Не сум експерт, заборавив како се викаше, но отпадот, тоест не отпадот, ѓубрето од пушоци е поединечно најголемото ѓубре на планетата Земја и веќе има острови големи колку скоро континенти во Тихиот океан од пластично ѓубре и од пушоци. Значи имаме моќ и како потрошувачи и како граѓани. Значи и нашето потрошувачко однесување може да придонесе за промените, а исто така како граѓани. Значи двојна улога имаме да бидеме фактор на промените што сакаме да ги видиме. Тоа треба да се направи и на индивидуално ниво, ама многу поважно заедно, бидејќи двајца поединци изолирани помалце може да направат. Она што може двајца да го направат и илјадници луѓе заедно е далеку помоќно отколку сите посебно. На крај ќе ви кажам за жабата што ја спржија. Значи, и за жал е многу поврзана со климатска криза. Ако една жаба полека за време на протестите 2015-16 постојано го кажува ова, значи ако на жабата помалку ја зголемувате, ја ставите во таво и почнете помалку да ја зголемувате температурата. На крајот жабата ќе се спржи и ќе се свари и ќе биде сварена, не спржена. А ако нагло ја зголемите температурата, ќе скокне. Ама полека не го сеќава проблемот и кога ќе го сети, ќе биде превоз. И сега, ова и на буквално ниво, и на преносно ниво е она што не ќе ни се случи со климатска криза, туку она што нас не се случува. Значи, ние сме во као жабата, ама веќе малце потаму, не на почетокот, не кога беше приклучен оганот. И оно што е најтрагично во сето ова, на база на жабата, му се случува на Homo sapiensот. Или не, ова со Homo sapiens може да биде најголемата иронија и трагикомедија во историјата на човештвото, бидејќи Homo sapiens не значи рационален човек. Сапиенса значи мудрост. Значи, тоа невије човек, Homo sapiens, не е човек кој рационално размислува, кој има податоци, кој е интелигентен. Повеќе од тоа, кој е мудар, кој знае да ги обмисли работите. Е сега, така се нарекува нашиот вид. Значи, ние сме мудри луѓе. И сега во најголемата иронија на човештвото може мудрите луѓе, иако ги имаат податоците, да спиеле доволно долго во тавата под оган за да бидат спржани. И речено, но јас се надевам дека можеме сварени. Нешто на пржење ми одира од. Значи, јас би сакал да привршам со Горки, значи кажа дека во една негова изјава, дека човек тоа гордо звучи. И сега, од нас зависи дали навистина гордо ќе звучи или ќе звучи многу трагикомично по 10 години. Само по 10 години не постои. Значи, ние сме еден од 7,5 милиарди. Ама ние не сме едни. Само наизгледни се чини дека сме едни. Голем број на луѓе делуваат
и делуваат далеку повеќе од нас во врска со климатската криза. Значи, не делуваме само ние посебно, ние сме дел од многу луѓе кои исто така делуваат. И тоа треба нас да не охрабри. И она што во моментот нас не треба е она што Грамши го кажа, као песимизам на разумот и оптимизам на волјата. Значи, во овој момент се кажува дека е многу лошо. Значи, утре ќе гледаме документарец од Наоми Клайн, дел од лошото ќе го каже. Дали има шанси да се справиме, да ја спречиме климатската криза? Сите што се запознати со материјата ќе ви кажат дека мали се шансите. Ама толку огромен е влогот, што едноставно ние не треба да седиме со скрстени раце во врска со ова. Значи, и на крај, еве уште еден, како се вика, мислам, како, што би било проблемот, значи, може да биде спречена работата, ама, ете, она што боледува е капитализмот. Или, некој ќе каже, на човеко на мизантропска линија, ти боледуваш од луѓето, значи, не од капитализмот.